Постојат луѓе кои ја следат историјата на едно време и оние кои ја создаваат. Речи си 5 децении неговата гитара е дел од музичката меморија на овие простори. Неговите композиции ги преживеаат трендовите, политиките, државите, генерациите. За да се стане голем уметник потребни се талент, многу работа и малку среќа, но за да се остане на врвот половина век потребно е нешто повеќе. За успехот и цената на успехот, за Македонија и Европа, за талентот, слободата и за тоа како изгледа светот низ очите на човек кој повеќе од 50 години е неуморен на сцената, да си кажеме со Владко Стефановски. Голема чест ми е, добре дојавте. Добро најдов. Како сте? Не е лошо. Добро. Лето е надвор, го сакам летото, го сакам Скопје во јуни. Мириса на липи, опојно е. Убаво е, уште некој ден, после кој ќе спржи појако, нема да биде така. Како ви тече животот инаку, генерално, освен јуни, дали е удобно и убаво да се биде во кожата на Владко Стефановски денес? Се чувствувате ли среќен и исполнет човек? Да речеме дека, можам да кажам дека сум задоволен од тоа што сум го сработил, а прашање на среќа е многу релативно, дали сум среќен. Многу е нескромно некој да каже јас сум среќен човек. Тоа е толку превртлива категорија што подобро да не го од суеверие да не го изговориш тој збор. Затоа што не знаеш што носи денот, викаат старите, не носи годината. Така да една секунда јас задоволен и среќен, да, неодамна имав концерт во Пула и на излегување од бекстејдж према сцена не проценив една скала и паднав со се гитара во раце. И концертот каснеше 20 минути, луѓето не знаеа зашо касни. Ја се пипав себе си да видам дали сум скршил нешто. Не дај Боже. Мислам, имав среќа, не сум паднал лошо. Така што тоа прашање на среќен сум, задоволен сум, тоа во секунда може да се смени. Добро, повеќе беше генерално, дали се чувствувате така комотно во својата коша? Па ја да се чувствувам комотно во својата кожа, веројатно не би се занимавал со оваа работа. Комотно во својата кожа значи да бидеш комфорен со себе и да бидеш на чисто со себе. Тоа не те прави уметник. Уметник те прави тој постојан немир, таа постојана љубопитност, тоа постојано некакво, не можам да кажам незадоволство, ама внатрешен немир кој те тера понатаму да се занимаваш со тоа и да бараш уште нешто што не си пронашол и што не си открил. Така што во својата кожа, па можам да кажам, окей, да речеме дека сум задоволен во својата кожа. Добро, спомнавте настап во Пула. Јас кога ве побарав да ве поканам на ова интервју, бевте во Загреб, ве затекнав таму на денови на сатира, каде што исто така настапувавте. Се насмеавте ли таму од срце? Па, не успеавме да гледаме ни една представа. Ние бевме као на финале на фестивалот, денови на сатира во Загреб. Само ги видовме доделата на наградите, видовме кој добил награда за режија, за глума, женска улога, машка улога. И после тоа имавме концерт кој беше многу добар и многу, како да кажам, публиката беше многу расположена, а бога ми и ние бевме расположени и приредивме еден неверојатен концерт за релативно мал број луѓе, за 400-500 луѓе колку што збира тој театар. Значи не беше тоа некој мега open air концерт, беше полуинтимна атмосфера, ама заврши во тотална еуфорија. Да, не се сомневам. Добри бевме и ние, добра беше и публиката. Не се сомневам, нема сомнеш. Рековте, го споменавте јуни, Скопје, Липите, не го споменавте светското првенство, не го следите фудбалот со оглед на тоа што како млад игравте и кошарка и баскет, стрит баскет, игравте и фудбал. Се сум пробал како млад. Бевте по спортот. Играв фудбал на мали голчиња, играв сервис, она што е правила на тенис, ама правила на тенис, ама на улица. Со 3 линии. И сега игра денешна генерација. Да. И сум играл баскет, сум играл одбојка. Знаете што? Јас предпочитам да играм, не да гледам. Ако седиш дома на тросед и ако гледаш фудбал, и ако ти навиваш од тросед, и ако пиеш пиво успат, мислам, ти само
овие трошат калории, а ти набиваш калории. Така да гледањето, ја попрво би играл отколку да гледам. Така да пратам, гледам затоа што ако седнам негде и кој ќе видам дека еуфорија се слуша таа еуфорија, тоа значи дека домашните дале гол. Случајно бев во Хрватска, играа Хрватска и Англија и 3-2 беше за Англија, ама хрватските голови ги осетив од еуфоријата што беше надвор. Тоа е тоа. Добро, го спомнавте оној креативен немир, веројатно што ве тера да творите и после толку години, и после се што имате постигнато во вашата кариера. Има ли нешто го толкувате и го опишувате како тој креативен немир, туку нешто што ве нервира, ви пречи, ве вознемирува, или човек со годините учи да станува помирен со работите кои не може да ги промени? Го знаете зборот табиетлија? Го знаете. Човек со години станува табиетлија и се повише работи му пречат. Јас се борам против тој човек. Се борам против тој свој табиет, мене ме нервира се. Така што и сообраќај, и гужва, и галама, и бука, и непристојно однесување, и гласно говорење, и надвикување, и псуење, и да не речам кошкање или некоја агресија меѓу луѓето. Тоа сето, ама се обидам, тоа е светот во кој живееме. Ја не можам да го сменам, нити се обидувам да го сменам. Гледам да фатам некој помирен агол од кој што ќе го посматрам светот. Помирен, поспокоен агол. Не знам дали е табијат или прашање на култура, на однесување? Не знам, може би не сум ни ја најкултурниот граѓанин на планетава, ама се обидувам некако да бидам колку толку пристоен. Што е поголема опасност за еден уметник? Успехот или неуспехот? Ова прашање ви го поставувам од аспект на тоа што, барем според мојот впечаток, зрачите со големи дози на пристојност и скромност за човек кој, како што самите кажувате во други интервјуа, го искачил музичкиот Монт Еверест. Дали станува збор за прашање на добро воспитание или за секојдневна дисциплина на карактерот за да се остане присебен, приземјен? Знаете што, за неуспехот ќе најдеш 300 причини зошто не си успеал. А за успехот не се анализира. Успехот се случува. Неуспехот се анализира. Ако не успее еден концерт, да, беше недела не е добар ден, беше празник, беше голем викенд, скапа е картата, врнеше дожд, ќе најдеш 300 причини зашто не си успеал. А и ние не бевме навежбани добро, и немавме добра опрема, и беше некој чуден датум. Кој ќе успееш, остави го, не го анализирај. Со други зборови, модерните медиуми створија една култура, celebrity culture се вика тоа. Модерните медиуми сега сите сакаат да се славни, сите сакаат да се на црвен тепих и сите сакаат да се шик облечени. Тоа е смешно, тоа е патетично. Постојат сега имиња, многу звучни и популарни, кои не... Plenty of Nothing, тоа се вика The Big Nothing. Тоа почна со тие реалити шоу, да не ги именувам. Реалити шоу, кај што некој што ништо не знае, станува звезда. Некој што ништо не прави, станува звезда. Само затоа што декадентно се однесува. Не знам на што се должи ја, можда сум предпазлив. Ја би можел исто, сум прошетал ја по црвени теписи, ама тоа не ми е главното. Сум бил ја на Берлински филмски фестивал со 2 мои филма. Сум шетал по црвен тепих, сум бил на филмски премиери. Сум бил кај кралот Чарлс. Има ли поголем гламур од тоа? Нема. Тоа значи, ги прифаќам работите како што доаѓаат. Не сакам да глумам, да правам од себе папагал, затоа што предобро го работам оно што го работам, за уште и папагал да се правам. Нема потреба. Како успевате, беше прашањето? Дали е дисциплина на карактерот, онаа предпазливост што ја кажувате, или е прашање на добро домашно воспитание? Па, веројатно и едно и друго. Мене, татко ми и мајка ми ме воспитале да бидам умерен во се.
Ја не сакам да немам потреба да бидам толку декадентен, да направам од себе клаун за да продадам нешто. Немам таква потреба. Добро, концерти, патувања, нови проекти, се добива впечаток дека не знаете да мирувате или како што ве опиша уредничката од Кроација Рекордс, само ќе ја цитирам Клаудија Шулар, вели музичар што не мирува, го наслушнува времето во кое живее, ги наслушнува настаните и на некој начин има потреба тоа да го отсвири. Што е ново сега? Што е ново? Да. Па ново е тоа што на последниот албум имаме една песна што се вика Модерни времиња. Кај што се обрачунав со вештачката интелигенција на еден сатиричен духовит начин. Јас сум преплашен од тоа каде оди светот и како оди светот. Кој ќе чујам дека ние имаме Министерство за дигитална трансформација. Пази, Министерство за дигитална... Ние мораме сите дигитално да се трансформираме. Зошто? Ја не сакам да се трансформирам дигитално, сакам аналогно, да останам аналоген тип. Тоа е едно терање напред, трчање со замижани очи. Напред. Каде тоа напред? Каде оди оваа цивилизација напред? Ја имам многу прашања да поставам. Каде тоа напред? Кои се тие алгоритми што ќе не заменат нас? Кои се тие роботи што ќе не заменат нас? Веќе не заменуваат. Веќе нема потреба од нашата работа. Имаш еден програм за креирање музика, само укуцај кој сакаш да бидеш. Род Стюарт, сакам малце, 50% Род Стюарт ставиме и 40% Том Джонс. Гледај да звучам као... и гледај да играм како Принц или као Джеймс Браун. Спот ќе снимам, а ја гледај да играм као Джеймс Браун. Значи, се поставуваат големи прашалници, а светот, сега не зборам локално, зборам глобално, светот трча многу напред во тој дигитален облак, без да знае што прави. Модерни времења. Модерни времења. Или како што велите во една друга песна, трчаме по целта, а можеби целта е зад нас. Целта е зад нас, да. Или како што вели она мудрост дека пред да тргнеме да ја бараме среќата, може треба да видиме дека можеби таа веќе е тука негде до нас. Точно така. Точно така. Најавивте и мемуари, односно ги најавивте неколку пати, па се уште ги чекаме. Ние што следиме уште пред 2 години во 2024. Не, пред 6 години ги најавив. Добро, значи подолго време. Пишувам, ама споро пишувам. Кога ќе излезе книгата и што ќе откриеме ли нешто ново за Владко Стефановски што не го знаеме сега? Па тие што ја читаат ќе откријат некои интимни работи кои не сум ги споделил со јавноста, нити па има потреба да ги споделувам, ама ако веќе човек пишува книга, тоа што треба да ги чепне и тие работи. Да ги спомнам тешките моменти низ кои сум поминувал како дете, како млад човек, како возрастен човек, како домаќин. Вие како ги спуштивте на хартија или на лаптоп? Тешко ги пишувам, ама ги пишувам. Што да правам? Дали олеснување своевидно како ете така кога ќе се остави како моето олеснување е музика, свирење. Ја ги чувам моите, тоа и на децава моим го кажувам, ја многу често моите чувства ги ставам по тепих, за да можам да ги извадам кога свирам музика или кога компонирам или кога се занимавам во студио, да можам да ги консултирам тие чувства што ми се под тепих, да ги извадам и да ги употребам во прав момент на прав начин. Може би е тоа погрешно, може би ми треба психијатар, па да му се истоварам него, да му кажам се што ме мачало или што ме мачи или што ќе ме мачи. Ама ете, ја така сум навикнал како некој војник да тврдоглаво и упорно да терам напред, што год да ме чека таму напред. Добро, Какао доби нов живот како мюзикл. Како сега вам, како автор, ви изгледаат тие песни кога ги гледате од дистанца од неколку децении и од позиција на место во публика? Ја бев срушен емоционално. Признам, 5 представи гледав и на сите нормално и се смеев, а бога ми и плачев. На сите 5 представи. Што ве расплака, што ве насмеа? Па има толку реплики. Венко Антоновски брилијантно има фатено некои моменти. Еве да речеме дека е фикција, дека не е мојот живот во прашање.
брилијантно има фатено некои моменти, а бога ми Дејан Пројковски има феноменално изрежирано, ставено на сцена некои работи. Некои реплики не толку мојата музика, некои реплики, некои изјави, некои диалози. На сцената има премногу љубов, премногу млада енергија, има премногу носталгија, премногу жал за некогашно Скопје, за некогашниот живот што сме го живееле во 70-тите, 80-тите години. Сето тоа е спакувано на фантастичен начин и што да кажам, стварно ја бев од позиција на публика, вау, разоружан, тотално. Освен приказна за успехот по секоја цена и за успехот од Скопското Тафталиџе до врвните светски сцени, какао и приказна за, односно некои ја доживуваат како носталгија на некогашно Скопје, што вам ви недостига од тоа Скопје, или да ве прашам со ваш јазик, колку лути рани има денес Скопје? Па, мислам дека ги изголемува лутите рани од ден на ден. Ова е тема за цела емисија. Ја не сум нити архитект, нити урбанист. Не можам, ја можам само да зборувам за моите чувства. Ја одраснав во Тафталиџе, во една многу пристојна, мирна, спокојна населба, кај што живеа некои пристојни, фини луѓе. Немаше толку жители, немаше толку аута, немаше толку згради, немаше таков насилен урбанизам, немаше толку насилно градење, немаше толку бетон, имаше многу дрва. Па гледате од центарот на Скопје, вратете се назад 30 години. Скопје беше со онаа калдерма, која не би ја извадил никогаш. Тоа е као Страдун, да го извадиш каменот, да ставиш плочки италијански. 100 пати е сменет. Како ќе дојде градоначалник, сака да остае белек и го менува плоштадот, сите дрва ги сечат, се. Имаше еден ринг од дрва на тој плоштад. Имаше 2-3 трафики имаше 2-3 овие кондораџиски дуќани, Кенан и компанија, ама добро, можеби ми работи мене носталгијата, можеби не сум реален. Можеби за денешната генерација можда сега цивилизацијата мора да иде напред, односно општеството мора да иде напред и мора да сече, да руши, да гради, што да правам. Ја не можам да влијам на тоа. Добро, но дефинитивно урбанизмот е 10-та лута рана, ако не некоја. Не, ама тоа е урбанизам за урбанизам, сепак треба да има некаков план. Од кога не е направена последната светла точка во нашиот урбанизам е салата на Филхармонија. Се друго е непотребно. Од кога место зграда со станови, од кога е направена нова градинка, нов базен, парк е најнедоходовна работа. Значи паркот не носи пари. Да направиш парк од Александар Палас до Ѓорче, а имаш терен за парк, тоа е недоходовно. Ќе потрошиш пари за садници и ќе чекаш 50 години да пораснат. Не, тоа не носи пари. Нема комунали. Океј. Баталите ги тие теми. Кога сме на носталгијата на некогашно Скопје и тоа Тафталиџе, вашето што го паметите, од столбовите на оградата во бараката до Еби Роуд студијата, нели? Каде што влегување во студио и не само влегување, туку и работење во кое што снимале светски музички имиња. Дали е тоа за вас потврда на квалитет или пак дополнителна инспирација? Долг е патот, верувај ми, од дворот од Тафталиџе до Еби Роуд студиото, патот е многу долг. Колку километри? И многу трновит. Илјадници километри се упрашање, и физички, и ментални, и емоционални. Илјадници километри. Добро, треба малку и среќа да се има во целата работа, за тамо животот да те, како вика Пол Маккартни во онаа песма, The long and winding road. Патот е кривулав. Да. Патот не е прав, не е хајвеј, не е автопат. Тоа е трње, грмушки, диви животни, све успат. И прашањето е кога ќе го поминете тој цел пат, каде може човек како вас да бара дополнителен предизвик? Знаете што, јас секоја песна во Еби Роуд ја најавував. За прв пат, викам, во Еби Роуд се свири Јовано Јованке.
Кога пеев Кандилце беше првата песна на македонски јазик. Викам, прв пат во Еби Роуд се снима на македонски јазик. Во истото студио каде што снимале Pink Floyd или Pink Floyd, Beatlesi, кој сакаш. Да. Само не можеш да ги наброиш големите звезди. Така да ритуално ги најавував пред секое снимање. Ритуално ги најавував сите песни што следеа за снимање. Ја го осетив тој момент на оригиналност, на ексклузивност, дека нешто посебно и дека нешто значајно правиме. Ја го осетив тоа. И го осетив од првиот момент кога влегов таму. Викам, аха, ова е црква. Ова е катедрала. Музичко светилиште. Ова е музичко светилиште, апсолутно така. И сега кога ќе се навратите назад на тој долг и кривулест пат, на што сте најмногу горд, а што би направиле нешто поинаку ако имате шанса да го видите оној Владко Стефановски на оградата, би му дали некој совет да направи нешто поинаку? Не. Би го обратно. Би го прашал тој од оградата да ми даде совет сега. Пошто сега сум во години, препрактичен, преискусен. Убавите работи се прават кога си наивен, кога си полн со енергија, кога главата не ти работи најдобро, кога хормоните ти работат добро. Тој адреналин, тој тестостерон што не терал напред е незаменлив. Ја би го прашал тој од 18 години сега да ми даде совет. Не ја да му дам совет него, пошто него не му треба мојот совет. Мене ми треба советот од 18 годишњак. Океј? Ми го одговори со следното прашање, а еве го како е запишано, ќе ви го кажам, но веќе по толку децении на сцена што е потешко да се научи нешто ново или да се зачува љубопитност. Веќе ми кажавте дека ете потешко е веројатно Student till I die. Мораш да бидеш студент. Не можеш да се прогласиш себе си за доктор на науки и да легнеш на ловориките. Мораш да учиш постојано. Добро, кога ќе ја земете денес гитарата во раце, има ли нешто што барате во музиката сега, што не сте го барале тогаш како 20 годишник? Дали имате впечаток дека музичарот од ваш калибар низ годините станува подобар гитарист или подобар слушател? Колку сте повеќе со гитарата во раце? Гитарист може да бев гитарист може да бев подобар кога имав 20 години. Ама со тек на години филтрираш и почнуваш да не свириш тоа што не треба. Многу поважно е да не ги отсвириш работите што не треба да се отсвират, отколку да ги отсвириш тие што треба да ги отсвириш. Значи, во паузите, во тишината, често пати се наоѓа музиката. Во паузата меѓу два тона, често пати се наоѓа музиката и во што, кога да отсвириш. Во кој момент, што да отсвириш. И тоа е, значи, кој акорд да не го отсвириш, кој компонираш, да речем, аха, чекај, ова звучи интересно, да, ова ќе го отсвириме, ова нема да го отсвириме. Со тек на години човек станува музички помудар и поелоквентен. Со други зборови, секоја нота, секој тон мора да има свое значење некакво. А тоа е све на интуитивно ниво, тоа не можам ја тоа на научно ниво да го објаснам. На интуитивно, да. Цел живот се ослањам на својата интуиција и на своите чувства и на својот вкус. Вкусот е многу важна работа, а вкусот се формира со слушање музика. Добро, кога како врвен музичар кој настапувал на најпрестижните светски сцени, свирал со врвни оркестри и бил амбасадор на македонската култура многу пред државата да научи што е културна дипломатија, денес ќе застанете во ред за виза или на некоја биометриска контрола на Шенген границите. Дали чувствувате фрустрација и дали тоа повеќе зборува за нас или за Европа? Многу сум чувствителен на тие теми. Многу сум чувствителен. Во тие мој мемуари имам напишано како групата Леби Сол стига у Лондон и како, аха, што сте вие бенд? Ај на страна. Или кога сме дремеле чекајќи визи, или кога мојот басист не доби виза за Еби Роуд сега, од непознати причини. Се уплашила администрацијата британска дека басистот мој ќе остане, он од Струмица неќе да мрдне, таму му е рај од него, Иван Кукич не доби виза за во Англија. Ја бев луд.
Сите бевме луди, барав замена во последен момент. Тоа е толку дискриминирачки. Јас сум толку чувствителен на људска дискриминација. Јас сум приведен 2 пати. Во Шведска еднаш, кога се распаѓаше Југославија со југословенски пасош, отидов, дојди вамо. Чекајте, викам, уште важи пасошот, уште постои државата. Дојди ти внатре, со мене тамо, разни refugees, не знам од кај беа. И поседов едно време тамо, додека овие моиве дигнаа узбуна, овие што ме чекаа на аеродром во Стокхолм, дигнаа узбуна, требаше да работам музика за представа во Стокхолм. И отидов на преговори, договори, приведен, окей. И на крај, знаете што ми рекоа? Ме пушти и ми рекоа, окей, можеш да одиш, али be a good boy. Тој мене, цареник, односно полицајецот, ми вика да бидам добар дечко, да бидам добро момче. Ало. Затоа велам, човек добива отворени аплаузи на отворена сцена во Берлин, во Париз, во Лондон и потоа чекате на граница. Фудбалерите, е судијата тој од Сомалија. Ако не гледам фудбал, пратам што се дешава. Не добил виза да влезе во, требал да суди надпревар, да влезе во Америка. Тоа само зборува дека тие робусни виза протоколи идат директно против нашето људско достоинство. Директно. И ако не го впериме прстот само во тие бирократски строги процедури на Брисел, и ако погледнеме малце во поширок контекст. Не е работа на Брисел нас да не пушти тамо. Работа на нашата држава е да се избори за нашето достоинство. Да не направи рамноправни граѓани со остатокот на Европа и со остатокот на светот. Ете, вашата генерација и нашата пораснавме, па и делумно остаревме со идејата дека Европа е нашиот културен хоризонт. Сега, денес по толку години чекање, имате впечаток дека ние се оддалечуваме од Европа, таа се оддалечува од нас и кој е за тоа виновен, ако може така да се каже? Самите ние? Не сме само ние. Не сме само ние. Имаме таква геополитичка таква ситуација што не сме само ние виновни. Не. Има тука и своја кривица има и Европа. Јас сум разговарал со неколку председатели на држави. Они ме се обидуваат да ме утешат и да ми кажат дека знаеш некои држави имаат таква карма. И се изгледа дека нас ни се паднала таква карма. Колку и да се трудиме ние што и да правиме, колку и да се трудиме додека тој Брисел не одлучи да не мрдне понапред, таа карма ќе виси врз нас. По толку години наваму натаму патувања по светот, по Европа, кога ќе се вратите во Македонија, што прво ви паѓа во очи? Па прво гледам да се наспијам, ништо не ми паѓа во очи, гледам да се одморам. Ништо, ја кога се враќам од пат, се обидувам да не се замарам со споредување. Се обидувам да отидам на кебапчиња и на пиво и да ги задоволам тие базични страсти за преживување и не можам толку да се бавам да се занимавам со комплементарни, со оние како се вика она, да ги споредувам работите. Добро, ама генерал, онде е вака, онде е така, секаде е као што е. Секаде е као што е. Како човек од уметник, голем човек од културата, што кажува за денешна Македонија состојбата во културата или односот кон културата? Генерално имате веројатно мислење за тоа. Некои работи поминуваат добро, некои работи се добри, некои работи не поминуваат добро. Тргнете од буџетот за култура. Колку е, знаете ли колку е буџетот за култура? Минимален, не знам точно. 1,5%. Колку и за животна средина? Па не може така. Треба да е поголем. Треба да е процентот. Поише треба пари да се ставаат во култура, ако сакаме да бидеме, ако сакаме да се гордееме со нашите дострели уметнички, културни и така натаму. Не може со колку пари толку музика викаат. Имате впечаток дека Македонија е земја со огромен талент и премалку самодоверба? Ова го прашувам од аспект на зошто на пример почесто или немаме повеќе врвни имиња во секоја сфера, повеќе Владко Стефановски, повеќе Горан Пандев, повеќе Јан Стојановски, оној младиот физичар кој е каливар од светски ранг научник, или нов Тоше Проевски, или некако тешко ни оди создавањето на
на врвни луѓе во секоја сфера. Зошто е тоа така? Имаме многу таленти, имаме прекрасни луѓе, прекрасни уметници, млади луѓе, имаме глумци фантастични, имаме пејачи. Имаме толку добри пејачи и пејачки. Мислам, јас сум фасциниран колку среќавам толку многу талентиран млад свет. Ако не загризат похрабро, остануваат на локалната сцена. А за да загризат похрабро, нешто мора да направат, нешто мора да жртвуваат, мора да отпатуваат, да се понудат, да се борат за самите себе. Индивидуална е битката? Индивидуална, не без може оглед на никој да ти околности? помогне. Не може никој да ти помогне. Не, индивидуална е битката. Не можеш да одиш сега ти крив ми е ова министерство, она министерство. Не. Треба да загазиш снажно и да се покажеш тоа што го знаеш, да го покажеш, да го мериш со остатокот од светот, да се рваш на рака, да се буткаш. У било која сфера е така. Никој нема да ти каже, вие сте од Македонија многу талентирани, дојдете да пеете у Ројал Алберт Хол. Не е така. Проаѓа ли тоа мајсторство, талент, знаење, умешност во ова време на, како рековме, брзо, гласно, грубо, такво какво што е, каде што видливоста е поважна од вредноста? Видливост, точно така. Проаѓа, ама ако сте трпеливи. Ако сте нестрпливи, ако сакате слава и пари сега и одма, не сум сигурен дека добро ќе поминете. Ако сте трпеливи, ако сте упорни во тоа што го правите, наградата ќе дојде. Може би не денес, ама задутре да. Ако сте трпеливи, упорни во тоа што го правите, мора да нагазите снажно. Да нагазите снажно. И за крај уште еднаш да ве навратам на оној Владко од 18 години на столбовите, би го одел истиот пат, имајќи предвид колку е трнлив, виулест патот, тежок и колку тешко колку е долг патот до Еби Роуд. Или до настап со Лондонскиот симфониски оркестар. Ја не верувам со оглед на филозофиите и книгите што ги читам во последно време, не верувам во минатото, нити во иднината. Големите гуруи не учат да живееме во сегашноста, да уживаме во овој момент, во овој разговор сега што го имаме и во оваа вода што ја пиеме, да се научиме да живееме во сегашноста. Ако почнам да се ослањам, минатото не постои. Сегашноста е една точка што се движи низ универзумот. Немаме ние нити па иднината кој знае што ветува, нити од минатото ќе се храниме кој знае колку. Сега, денеска, што треба да ручаме денеска, што ќе ручаме, што да сготвиме, кај да прошетаме, тоа е тоа. Друго не постои. И уште еднаш да се референцирам на оној опис кој го дава за вас уредничката Кроација Рекордс, вели уметник кој го наслушнува времето во кое живее, ги наслушнува настаните и има и потреба на некој начин да ги отсвири, кога преку некој музички термин би ја опишале Македонија во 2026 година или би зеле нешто да отсвирите, инспирација би била земјава сега. Дали тоа би било некоја хармонична, убава мелодија, дали би било тоа некоја импровизација, дисонанца или јас не знам, сега ќе ја сгрешам употребувајќи ги музичките термини, би била некоја пауза, некоја тишина громогласна или нешто трето? Ништо од тоа. Јас сум на вистина влюбен во македонската народна музика. Подолго време. Ја би отсвирил нешто што директно во нашиот код чепка. И затоа упорно и тврдоглаво ја свирам Јовано Јованке низ цел свет. Упорно и тврдоглаво. Затоа што таа песна не дефинира. Таа песна не гаѓа тачно кај што треба. Таа мелодија, тој ритам не објаснува и не дефинира кој сме. Музиката е многу снажна. Овој народ, оваа земја има прекрасна музика. И таа музика треба да се афирмира, да се расејува, треба да се популаризира низ цел свет. Ако со нешто треба да сме горди, тоа е со музиката што ја имаме. А Бога ми, таа музика родила и многу талентирани луѓе кои се тука околу нас, треба само човек да ги препознае. Па јас го препознав Иван Кукич на 20, немаше ни 20 години. Го препознав син ми Јан Стефановски, немаше ни 18 години кога почнав да свирам со нив. Деца. Еве, соработувам со млади.
им дадов малку, им дадов шанса да свират на Отворен ли е големи за нив сцени. патот до светските височини? Па, апсолутно е отворен. Па Јан свиреше у Abbey Road, сними албум, тродупли винил, сними на своји 23 години. Мене ми требаа 50 години да стигнам до таму, него му требаа 5. Значи, таа е математиката. Кажувам, повторно би отсвирал, да речеме, Прошета се Јовка Кумановка, као што ја свирев пред некој ден. Таа песна би отсвирал денес. За Македонија Ма 2026. да, знаете што? Како опис на времето? Некои мудри луѓе вака кажуваат. Да гледаме тоа што е убаво. Да не критикуваме постојано. Ние сме претворени во дежурни критичари на нашите животи, на нашата земја, на нашиот простор, на нашето време. Критичари постојано критикуваме и постојано нешто бараме, нешто подобро и нешто поубаво и да се нешто да се среди и да Дајте да ги гледаме убавите нешта кај луѓето, да го гледаме талентот, убавината, скромноста, доблеста и така натаму. Кога сакате да се релаксирате, што музика слушате? Класика. Моцарт. После сите аплаузи, сцени, патувања, албуми, што за Владко Стефановски денес значи поимот слобода? Као Брижит Бардо, што вика Брижит Бардо, ја изјави таа, многу ми се допаѓа таа дефиниција. Вика, мојата религија е слобода. А што е слободата? Слободата е да, не знам, да се шеташ со малку пари во джеб, без телефон, евентуално да се шеташ во некоја природа, никој да не те прашува ништо, да дишаш кислород, евентуално да се избањаш во некој солено море, да... Можете да си дозволите прошетка без телефон? Како не? Па ја го шетам, ја стално шетам куќето без телефон. Го шетам куќето без телефон. Не сакам и тоа да ми биде регистрирано во бројот на чекори што ги правам. Okay. Владко Стефановски, јас уживав денеска во разговорот со вас и во оваа чаша вода. Ми беше навистина чест и задоволство. Фала ви на поканата. Голем поздрав до вашите гледачи. Јас сум фан на вашата филмска програма, да бидам искрен. И продолжете да давате убави филмови. Благодарност во име на Телма и уште еднаш моја лично благодарност за учеството во денешното издание да си кажеме. Почитувани, тука е крајот. Ви благодарам за вниманието. Останете на Телма и имајте убав ден.